Igraorната sekcija pri Centarot za zaštita na deci i mladinci na grad Skopje, kako prv naš muzički gostin, ke vi se predstavi Soroto Crnogorka. Desetite pionirski racinovi sredbi se održava Tito Veles, rodni od grad na poet-odborec Kosta Sole Fracin, koji vo makedonskata literatura ostanuva trajno prisuten so stihozbirkata Beli Mugri, so svojite pesni Tutuno Beračite, Denovi, Elegiji za tebe. Na godinašnji 10. pored jubilejni sredbi, koji se održa na 15. i 16. novembri, učestvuva nad 500 pioneri od 20 gradovi širom Jugoslavije. Tije dojdova vo Tito Veles da mu oddadat počit na Kočo Racin, da se zapoznat odblizu su njegovi od životen pat, da gi ponesat so sebe svojite crteži i lični tvorbi. Od site deca učesnici na sredbite beše formiran golem bratski pionerski odred. Tuka, kraj razvjorenite crveni znaminja, decata uštednaš se podsjetija na toplite stihovi što Racin gispeja za rabotnikot, selanecot, nadničarot za najčijata. Povtorno oživeja vonif likotna devojkata Lenka, zgrbavenite figuri na Tutuno Beračite, mačni od život na grnčarite i selanite ludje damnešni, za čiji prava pred i za vremena vojnata Racin go krena svoj glas. Golemo je čuvstvo to da se člen na ovoj golem bratski odred tuka, kada što počiva poetot koji celi od svoj život jasonuvaše dnešnava sloboda. Во салата на 8-годишното училиште Трајко Андреев беше отворена ликовна изложба на цртежи, графики и витражи. Беа изложени над 100 експонати, најдобрите од распишаниот ликовен конкурс на тема Тито, тоа сме ние. Првата награда ја добија пионерите Борис Серожин, Боштјан Гунчар и Игор Лебан од Крањ, Социјалистичка република Словенија. Втората награда и припадна на Билјана Драгоерац, а добитник на третата е пионерот Горан Мијич. Сите пионери учесници на средбите со големо интересирање ја разгледаа оваа квалитетна ликовна изложба.
Во текот на 2 дена колку што траја пионерските рацинови средби, учесниците доживеа и возбудлива средба со курирот Мишо, пионерот херој Михајло Мирковиќ од Загреб. Потоа ја посетија родната куќа на Кочо Рацин и присуствуваа на настапот на познатите наши писатели за деца. На 11 ноември годинава многу деца брзаа кон домот на младите 25 мај во Скопје. Некои фатени рака за рака со другарчињата, а во придружба на своите воспитувачки, некои пак заедно со родителите. Во 10 часот истиот ден, овде почна една голема заедничка игра, во која децата од предучилишна возраст и дадоа замав на својата фантазија. Со помош на дрвени и пластични коцки, работејќи самостојно или во групи, тие го подготвуваа својот подарок за празникот на градот 13 ноември, денот кога е ослободено Скопје. Децата се подсетуваа на раскажувањето од дедовците за некогашниот изглед на градот и градеа макети од стари куќарки, поплочени улици, запрежни коли. Потоа тие го представуваа денешниот изглед на Скопје, онаков каков што го гледаат тие самите, и градеа модерни повеќекатници, семафори, широки сообраќајници со многу возила, паркови, фонтани. Децата одеа и потаму. Си го замислуваа идниот растеж на Скопје, па создаваа градби кои досега ниеден архитект не ги проектирал, изнаоѓаа смели решенија за сообраќајните јазли, ги зголемуваа просторите од кои ќе диши градското зеленило. Многу деца, многу градби, фантазија која нема крај. Сето тоа беше одлика на оваа голема заедничка игра, посветена на јубилеите на саканиот Тито, на саканиот град Скопје и на пионерскиот дом Карпош во тој град. Дом што веќе 30 години е гнездо за сестрано развивање на сите детски интересирања, музички, ликовни, спортски, литературни. Ова беше голема, корисна игра со која децата, обликувајќи го своето среќно растење, без зборови, а со дела раскажаа за тоа каков град сакаат, чист, уреден, со многу нови згради, со паркови и детски игралишта. Град што ќе го изградат кога ќе пораснат, доградувајќи го сето она што пред нив го созидале и обликувале нивните дедовци и татковци. Што и останува на нашата камера, освен љубопитно да ве прошета низ овие прекрасни макети и модели и низ озарените детски лица крај нив, задоволни затоа што ја почувствувале радоста на создавањето. Повелете на отворањето на мојата прва самостојна изложба на слики и цртежи во Домот на младите 25 мај на ден 11 ноември и подпис Нарциса Андреевска. Така пишуваше на поканата што пристигна во нашата редакција. И ние отидовме, не сами, туку во придружба на филмската камера и не прво на изложбата, туку во Домот на младата ликовна уметничка. Нарциса Андреевска сега има 14 години. Таа е ученичка во 8 одделение во Скопското основно училиште Кочо Рацин. Работејќи над својата најнова слика, таа ни раскажа дека љубов кон сликарството гаи од своето најрано детство. Уште тогаш, учејќи ги првите букви од азбуката, учела да другарува со четката и боите. Првите цртежи донесле и први награди. Уште пред 7-8 години, Нарциса Андреевска е добитник на една прва награда на ликовен надпревар во Битола. Потоа следуваат повеќе награди за нејзините слики изработени со маслени бои, освоени на повеќе ликовни конкурси во Републиката и надвор од неа. Скромното девојче Нарциса Андреевска
Со тивки умни очи и костенлива коса, и денес секој свој слободен миг му го подарува на сликарството. Тоа за неја е доживување, спојка на реалното со соништата, разбранувана игра на мечти, желби и другарувања. Еве сме и на незината прва самостојна изложба. 15 слики во масло и бројни цртежи ги красеат зидовите на изложбената сала во домот 25. мај. Надпревар, шарено пиле, волшебен брод, пријателство. Тоа се само некои од насловите на овие слики, од кои зрачи едно искрено доживување на светот околу себе. Четката на оваа млада уметничка знае да биде детски враголеста при обликување на формите. Во изборот на свежите бои се насетува непоматената радост на детството. Деца, запомнете го ова име Нарциса Андреевска. Вие ќе пораснете и таа со вас, и незините слики со неа. Можеби еден ден ќе се сретнете пак како посетители на незината втора, трета, четврта ликовна изложба. Зашто за неа нема дилеми при определбата каде да го продолжи школувањето. За неа патот води само кон средното уметничко училиште во Скопје. Боите на радоста, така ја нарековме ние оваа несекојдневна ликовна изложба. Деца и мандолини, понекоја армоника и гитара и грст пријатни звуци. За вас настапуваат учениците при основното училиште Коле Неделковски во Скопје. Во Битола во основното училиште Кирил и Методи присуствувавме на еден час на ликовната секција која во изминативе неколку години има постигнато посебни резултати во сликарството и графиката. Во секцијата членуваат талентираните деца од 4 до 8 одделение. Предводени од својот наставник ликовниот педагог Коста Хаджи Антоновски, децата создаваат вредни ликовни дела чии одлики се топлиот колорит, творечкиот приот кон она што се слика и индивидуалното ликовно пренесување на идејата. Тематиката од НОБ им е многу блиска и сакана. Тие со љубов ги сликаат партизаните, чии подвизи постојано и силно живеат во детската личност. Најголемиот број од нивните најнови графики се со тема од НОБ, претежно се работени во голем формат, често со многубројни фигури во различни дејствија. Патот на слободата, така беше наречена ликовната изложба Дело на овие ученици, која беше отворена во Уметничката галерија во Битола од 3 до 15 ноември. И додека нашата камера ќе се обиде да ви
približi del од графиките и сликите за младите ликовни уметници, најдобро ќе раскажат наградите што ги освоиле. Москва, ноември 1969 година. Добиени 8 дипломи за учество на меѓународната изложба на детски творби. Белград, декември 1969 година. На конкурсот на политикен забавник се освоени 12 награди. Марибор, 1970 година. Специјална поединечна награда на фестивалот Курирчак, а за ликовно творештво. Сараево, мај 1972. Прва награда и повеќе признание на конкурсот на мале новине. Нью Делхи, октомври 1974. Сребрен медал и 9 специјални дипломи на светската изложба на детски творби. Москва, 1976 година. Златен медал и 14 специјални дипломи на светската изложба и многу други и многу други. Во Скопската зоолошка градина неодамна се населија неколку нови животни. Птиците тркачи сега овде имаат своји представници, 2 пара ноеви. Едниот пар им припаѓа на африканските ноеви. Тие се повисоки и живеат во слога со другите 2 ноја, кои се од американско потекло, се викаат нанду ноеви и имаат понизок раст. Инаку овие 4 птици тркачи се сместени во мошна широк простор веднаш до влезот на градината и веќе љубопитно ги наблюдуваат есенските посетители на градината. Антилопи со долги рогови, така наречени елен антилопи. И тие се новодојдени жители во зооградината. Ги има 3 на број, 2 женки и 1 мажјак. Тие се мошни, елегантни и брзо се привикнаа на новото живеалиште. Така наречените нилгау антилопи одскоро овде се представени со една женка. Таа не е осамена, бидејќи градината и досега имаше мажјак од овој вид антилопи, така што сега тие се строен пар, што достоинствено се шета пред погледите на посетителите. Срни. Крупни очи, плашливи движења, милолики, нежни. Досега беа 2, сега се 4. Двете новодојдени срни градината ги доби како подарок од армијата, од една наша гранична единица од Гевгелија. Живеалиштето на срните е тревнато, а тие се привикнуваат на присуството на посетителите, кои најчесто се деца.
Модерен ритам, интересна кореографија, се заедно. Настап на ритмичката група составена од ученици од нижите одделенија при Скопското основно училиште Иван Горан Ковачич.